Време е за нашиот прв разговор. Со мене во студиото е градоначалникот на општина Петровец, господинот Борче Митровски. Градоначалник, добро ни дојдовте во студиото и драго ни е што сте повторно наш гостин. И што имаме да поразговараме на навистина убави теми за кои што вие работите во вашата општина. Фала на поканата, поздрав до гледачите на МТМ телевизија. Ајде најпрво да започнеме да зборуваме нели за она што после изборите го имате реализирано. Имате доста проекти кои што сте ги реализирале, па ќе може ли да ни кажете дел од нив? Може да се наброи и да се каже дека општина Петровец продолжи понатака да работи, без разлика дали има избори или нема избори, ние работиме преку значи цело време работиме, не застануваме. Значи, после изборите ја пуштиме улицата во Горно Коњари во должина од 480 метри, пуштиме две улици во Долно Коњари во Средно Коњари во вкупна должина од 450 метри, во населено место Рожаничино пуштиме една улица од 270 метри, исто во истото населено место пуштиме водоводна мрежа во должина од 800 метри, на истата траса пуштиме и ново улично осветлување. Во населено место Петровец пуштиме 4 улици во вкупна должина од 450 метри и пуштиме ново фудбалско игралиште за мал фудбал, значи во центарот, во срцето на општината, во најголемото населено место во Петровец. Така. Можам слободно да кажам дека сите проекти кои што ги реализирате се навистина важни, нели, за граѓаните како и за општината. Меѓутоа ќе кажам дека еден од најважните и од најактуелните проекти е мултифункционалната зона Чојлија. Во општина Петровец продолжува со потрагата на инвеститори за градење во мултифункционалната зона Чојлија. За сега кои инвеститори ќе градат во Чојлија, да ни кажете? Значи, мултифункционалната зона Чојлија е иднината на општина Петровец. Секогаш сум го кажал тоа, ќе го кажам и ќе го кажувам. Значи, општина Петровец почна да се препознава према зоната, значи мултифункционалната зона Чојлија. До сега имаме продадено 50 парцели, значи влегува голем број домашни инвеститори, влегува странски инвеститори, како што се инвеститори од Италија, од Германија, од Холандија, од Албанија има инвеститори, од турски државјани имаат купено парцели. Значи, како што и сами бевте сведоци, издадоме 5 решенија за градба, значи на дисмонтажа дадоме 3 решенија и 2 решенија на Беташ-5 и очекувам после одморите веќе да почнат истите тие две фирми да почнат да градат. Во меѓувреме дисмонтажа фирмата почна да работи на терен и сега веќе теренот е припремен, очекувам некаде за 5 до 10 дена таму свечено да поставуваме и камен темелник на првиот објект од таа зона. Исто и почна се припрема и парцелата за бензинска пумпа, значи веќе земјаните работи се во завршна фаза, значи и тука ќе очекуваме многу набрзо да отпочнат градежни работи. Така, кажавте дека имате нели продадено веќе 50 парцели, меѓутоа општина Петровец исто така објави оглас за отуѓување на уште 9 градежни парцели на градежно земјиште по пат на електронско наддавање. Да, значи во моментов имаме 2 огласи. Едниот оглас е до понеделник, имаме објавено 3 парцели, од кои 2 парцели се Г2, значи лесна незагадувачка индустрија, и една парцела од 7 хектари е Б2, значи комерцијални деловни намени, значи може да се гради ресторани, мотели на таа парцела. Сите 3 парцели се наоѓаат на многу добро местоположба и веќе заинтересираноста е многу голема од страна на инвеститорите. Вториот оглас, на кој имаме распишано 6 парцели, е 10 дена покасно. Исто и тие 6 парцели се на многу добра местоположба и секој ден, значи, доаѓаат нови инвеститори во општина Петровец, прашуваат кај се, значи, наоѓаат тие локации и јас лично, значи, со инвеститорите идам на лице место да им ги покажам локациите. И на некој начин
кога ќе отиде градоначалникот таму, значи инвеститорите друг ще гледа на целата таа работа, се чувствуваат посигурни и јас и во самиот разговор им кажувам, значи колку се комуналите. Комуналите во општина Петровец се само 34 центи. Локација, значи мултифункционалната зона, значи Чоилија, веќе имаме пуштено улици, стампонирани улици, пуштиме водоводна мрежа на негде околу 75% од инфраструктурата од целата зона и сега, значи, како ќе почнат да градат, ќе си поднесуваат инвеститорите барање дојдена и ќе почнеме веднаш да пуштаме и инсталација за електрична струја. Така, колка ви се парцелите и кој има право на учество да учествува на јавното надавање? Овие парцели сега што ги објавиме 8, една парцела од 7 хектари, значи другите парцели се од 8 до 12.000 метри квадратни. Право на надавање има секој, значи како домашен, така и странски инвеститор. Многу едноставна е постапката, значи треба да уплати 10%, да донесе државјанство, оригинал или заверено на нотар и пријава да поднесе во самата општина. Така, до кога ќе треба да се достави потребната документација? Значи до понеделник, до првата објава што објавиме е до понеделник. До понеделник до 12 часот може секој да уплати и да поднесе пријава. Надавањето е 3 дена подоцна, а додека за втората објава, значи после 10 дена покасно, бидејќи имаме голем интерес и не сакаме сите парцели најнаш да ги продадеме, него ги пуштаме така етапно 3 парцели, па 5 парцели, така ќе продолжиме во иднина. Така, откако ќе се потпише договорот со најповолниот понудувач, која е неговата должност понатаму? Што треба тој да направи? Значи, ќе го известиме како општина дека он бил најдобар понудувач, ќе дојде во општината, ќе направиме договор, ќе го однесе на нотар, нотарот по потпишувањето на договорот таму, значи се носи на солемнизација, откако јавното правобранителство ќе му даде согласност, значи доаѓа во општината, му пресметуваме значи колку комунали треба да плати, а комуналите кои што кажа се минимални, плаќаат само 3% од цената која има постигнато на електронското јавно надавање. Така. И после тоа, значи има година дена, значи за една година треба да припреми проект и после тоа има 6 години на таа локација да изгради објект. Но до сега, значи сите овие кои имат купено парцели, значи не чекаат да поминат една година, па после 6 години, што се вика, значи сите се брза, сите сакаат што побрзо да изградат, зашто има голем број на фирми кои во град плаќаат кирија и тоа огромна кирија, за разлика таму киријата што плаќаат овдека парцелата може да ја купат и да почнат да градат и да се изградат објект. Така, значи во општина Петровец со интензивно темпо, односно со забрзано темпо се гради. Да, тоа може секој жител во општина Петровец веќе го гледа. Ќе спомнам јас и трговскиот центар, значи во центарот на Петровец, објект од 10.000 метри квадратни. Не само што ќе се изгради оваа година, него и минатиот пат кажав, значи ќе мора да правиме пренамена на маркицата, значи италијанскиот инвеститор Евро Италија бара уште еден спрат повеќе да гради од она што му е дозволено. Ние секако ќе му излеземе во пресред, бидејќи тоа е во интереси на самата општина. И на самата општина, така. Градоначалник, до сега колку земјиште во Чоилија е отуѓено? Значи, до сега имаме 50 парцели отуѓено со вкупна големина од 165 хектари. Имаме, значи, за отуѓување уште некаде околу 15 парцели, значи некаде околу 17 до 18 хектари. Така, значи поголемиот дел е веќе... Може се каже дека некаде околу 80-85% веќе отуѓено. Е отуѓено, така. Докаде изградбата, сега да се префрлиме на оние други проекти кои што ги реализирате во вашата општина, докаде изградбата на канализационата мрежа во општина Петровец? Може се каже дека е во завршна фаза. Пред 2 дена, значи, не посети министерот за транспорт и врски, господин Милена Киевски, баш да види како се движат градежните работи на терен. Значи, имаме мал проблем со бушењето испод
патот Р103, значи доле почвата беше многу мека, еднаш избушија, па пропадна цевката, значи не можеше да се направи нивелација на нивото на цевката, се повторно овие денови, вчера, завчера и денеска ве бушат и кој што кажа, значи тоа до утре за утре ќе биде завршено и остануваат уште само 350 метри и првата фаза од фекалната канализација да биде цела готова, иначе вкупната должина е 2500 метри. И после тоа ќе распишам тендер, значи за приклучок на домаќинствата, значи сите тие домаќинства што се на тој дел од овие 2500 метри, значи да можат да почнат да се приклучуваат кон мрежата. Така, во Средно Коњари градите и таму нели водоводна мрежа, до каде е постапката таму? Значи во претходниот мандат таму изградиме резервари за водоснабдување, имаме значи поставено пумпи, вети пред граѓаните дека наредниот мандат ќе им пуштаме водоводна мрежа низ цело село. Значи аплицираме, добиме апликацијата, денеска го подпишаваме договорот и наредниве 3 дена ќе имаме објава значи за поставување на водоводна мрежа за целото населено место Долно Коњари. Проектот е 100.000 евра, ќе имаме значи негативна аукција, колку ќе имаме спуштање ќе видиме. Во главно значи Средно Коњари за 20 до 30 дена ќе отпочнат градежните работи. Така. Сега да се префрлиме на образованието, ќе се гради целосно нов дел во склоп на Основното училиште Кочорацин. Докаде е процедурата овде? Општина Петровец може да се каже дека е горда во делот на образованието. Веќе изминативе 4 години ние направиме темелна реконструкција на сите подрачни училишта и на Основното училиште во Братство единство во Средно Коњари, изградиме ново училиште во Чифлик. Остана, кој што кажав, и пред граѓаните дека најголемото Основно училиште Кочорацин наредниот мандат ќе го градам нова школа. Тоа што го ветив, граѓаните ќе бидат сведоци, значи до петок ќе излезе огласот, значи за кој ќе го изведе, кој ќе го гради школото. 60 дена ќе трае огласот, после 60 дена значи ќе бидеме сведоци на поставување на камен темелник на нова школа. Значи конечно нашите ученици од Петровец, Ржаничино и од сите околни села кои после четврто делење доаѓаат во Петровец ќе имаат нова школа и далеку подобри услови за учење. Иначе школото треба да биде изградено за 18 месеци. Така, верувам дека учениците ќе бидат горди на тоа училиште и со нтрпение сите очекуваат. И очекуваат и спортската сала, значи во истиот двор таа се гради, во континуитет, значи нон-стоп се гради, се ставија прозорци и врати. Очекувам да се забрза малку активноста околу спортската сала и некаде за 3 месеци и спортска сала да биде завршена. Така, вие како што имам сознание, информации, претходно и во претходниот мандат многу вложувавте во од областа на спортот, а тоа не го изоставувате и во овој мандат. Кога дојдов, немаме ништо. Значи, ни една спортска екипа, се фудбалскиот клуб Петровец, во општина Петровец друг фудбалски клуб не постоеше. Сега, значи, општина Петровец комплетно го спонзорира фудбалскиот клуб Петровец. Имаме подмладок Петлиња клуб, значи, млади дечиња, некаде околу 25 до 30 дечиња тренираат. Имаме културно-уметничко друштво од 60-70 дечиња. Имаме теквондо клуб од 5-60 деца кои активно се такмичат и се надпреваруваат и одат во Бугарија, во Србија, таму ни се враќаат со медали. Секој нивно враќање, секој нивни успех, значи јас ги повикувам, значи кај мене доаѓаат и на сите тие деца кои постигнале успех им давам приводни поклони. Тоа е една мотивација за нашите деца, значи и понатака, значи да се борат да постигнуваат успеси. Поголеми резултати. Да. Така. Градоначалник, дали имате во постапка за донесување на нови урбанистички план? Нормално, значи не може да застанеме, сме направиле една мултифункционална зона Чојле и ќе живееме со тоа. Не, значи како направиме таа зона од 200 хектари, почнеме да работиме и веќе може се каже дека 99% е завршен проектот Долно Коњари
пренаменето е земјиштето, дадено е во катастар, значи на бришење на користичкото право и очекувам некаде за 15 до 20 дена да почнеме со продажба на парцели за домување и парцели за лесна индустрија во Долно Коњари. Тој план е од 28 хектари, иначе е информација за жителите на Долно Коњари, значи и тоа го ветов пред изборите дека после изборите на 5-6 месеци ќе започнам со продажба и еве, значи очекувам некаде за најкасно 20-25 дена да имам оглас за продажба од тој проект. Исто така направиме уште еден проект, блок 6 Ражаничино од 35 хектари. Веќе е раскинато користничкото право на Евролен, сега е дадено исто во катастар, значи на бришење на користничкото право и тука значи можеме да кажеме дека за месец до два ќе започнеме со продажба и на тие парцели, зашто веќе голем број на инвеститори се заинтересирани и за оваа зона од 35 хектари, веќе многу се наоѓа на самиот пат Петровец Свети Николе, новиот пат кој е многу пократок него да се иде преку Велес за Свети Николе. И почнаме уште еден проект, може се каже голем проект, голем зафат, тој не е некаде на пола пат, може се каже, значи од 100 хектари, значи правиме уште една индустријска зона од почетокот на Ражаничино до влезот на Катланово. По цела должина од 4000 метри покрај патот Р103. Така. Имате многу проекти за кои што може да се разговара, нели? И многу проекти кажавме. Меѓутоа пред самиот крај на разговорот имате ли уште нешто да надополните, нешто што испуштивме да кажеме во текот на овој разговор? Значи имаме иницијативи на градење на локални плански документации, значи доаѓаат инвеститори и вика градоначе јас сакам овде да градам етно село. Значи во завршна фаза сме со етно село од некаде 30-40.000 метри квадрат. Имаме повеќе такви парцели направени за домување, значи. Се тоа сега ќе излезе, значи поминато е на совета, ќе ги пуштаме ова иницијатива за етно село, значи ќе треба да пуштиме во транспорт и врски, значи од таму да ни дадат согласност и таа значи локална планска ќе ја пуштиме некаде за месец дена на продажба. Зашто да се наоѓа на многу атрактивна местоположба помеѓу Катланово селото и Катлановска бања и ќе има доста заинтересирани што ќе учествуваат на јавното надавање. Така, градоначалник, јас ви благодарам за денешното гостување, ви посакувам успех понатаму да ги реализирате сите проекти оние кои што ги имате ветено на граѓаните. Ветиме скромно, значи ветиме во програмата само 150 вработувања. Да сме здрави и живи, наредниве 4 години ќе видиме дали ќе бидат само 150 или далеку повише. Времето ќе си покаже. Така, ви благодарам уште еднаш за гостувањето, а ние, почитувани гледачи, одиме понатаму. Следува сега кратка пауза, па потоа се враќаме повторно назад во студиото.